Чувствувам големо задоволство денеска на објавување на почеток на еден голем, значаен проект за населеното место Дабиле. Како што се сеќавате, пред неколку дена најавивме дека ќе отпочнеме со изведба на канализациониот систем во населеното место Дабиле. Значаен проект кој високо, значајно ќе го подобри квалитетот на животот во оваа населено место. Пред неколку дена ги предадовме во употреба реновираните простории на Домот на културата и најавивме дека ќе отпочнеме со канализациониот систем. Еве, тоа се случува денес. Од овде можеме да најавиме уште еден проект сличен во населеното место Просениково, кој во наредните денови исто така ќе потпочне со изведба. Тоа е исто така канализационен систем. Знаете, се во заложба и решеност на нашата локална самоуправа да се подигне квалитетот на живот во населените места, да се доближи квалитетот на животот до квалитетот на живот во градската средина. Населеното место Дабиле со овој проект мислам дека ќе добие еден значаен квалитет. Со новиот предвиден проект с проширување на сообраќајницата од Струмица до населеното место и со реконструкција на патот кон границата со Република Бугарија, мислам дека уште позначајно овој дел од нашата општина ќе добие убав изглед, урбан изглед и ќе се доближи до градската средина. Овие проекти се во склоп на еден голем проект на владата на Република Македонија, водоснабдување и одведување на отпадните води. Тендерот за ова канализациона мрежа го доби фирмата Вардар Градба од Скопје. Тендерот беше распишан во склоп на Министерство за транспорт и врски и еве со заеднички сили на локалните самоуправи и централната власт очигледно дека работите се раздвижуваат во еден позитивен правец и резултатите допрва следуваат и мислам ќе бидат видливи на задоволство на сите граѓани од нашата општина. Како прво добродојде за градоначалник Коста Јанев и неговата екипа. Дабиле знаеме дека е едно од поголемите села во општина Струмица. Тоа ни беше еден од првите приоритети, најважен главен приоритет беше канализациониот систем. Ние се соочуваме со многу проблеми, бидејќи луѓето во Дабиле имаат, секоја куќа има подземна јама, но овие септички јами, кога ќе надојде време од дождови, тие се излеват и така се ствара миризба и ареа, значи тоа е загрозување на еколошката средина. Меѓутоа, сега со отпочнувањето на овој проект, канализација, ние добиваме бенефит, самата општина добива бенефит и граѓаните добиваат бенефит, зашто една јама се чисти во годината 5 пати по 2000 динара, тоа се 10.000 динара. А сега со преклучок тоа ќе се одрази и на домашниот буџет. Така да луѓето се срекни што најпосле и село Дабиле добија канализација.